Почитувани медиуми, добар ден на уште една редовна пресконференција во Стопанската комора на Македонија. Темата на денешната пресконференција Insurtech, дигитализација и технолошките иновации за забрзна развој на осигурувањето. За таа цел на денешната пресконференција е господин Ѓорѓе Војновиќ, председател на Сдруженијето на финансиски организации при Стопанската комора на Македонија и доктор Климе Поповски, председател на Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурувањето. На почетокот на оваа пресконференција ќе му дадеме збор на доктор Климе Поповски. Да. На медиумите. Тема на денешнава пресконференција е дигитализацијата во осигурителната индустрија. Дигитализацијата представува четврта индустријска револуција која брзо ги трансформира општествата и економиите. Брзината и обемот на промените веројатно се без преседан. Дигитализацијата има потенцијал силно да влијае во речиси секоја индустрија, во секоја земја, вклучувајќи ја и осигурителната индустрија. Брзи промени се случуваат низ сите процеси на синџирот на вредности на бизнис моделот на осигурување. Од дизајн на продукти, преземање на ризици, одредување на цени на производи, нивни од маркетинг и дистрибуција, до обработка на штети и управување на односите со клиентите. Примери за дигитализација се мобилни уреди, интернет на нешта, телематика, big data или големи податоци, машинско учење и вештачка интелигенција, четбот, дистрибуирани технологии како се блокчейн технологијата, паметни договори, компаратори, роботи советници, бизнис модели засновани на peer-to-peer платформи. Нашата осигурителна индустрија не е имуна на овие процеси и во секојдневното работење на субјектите на осигурување се почесто има примена на напредни технологии. Со цел да се согледаат перспективите од придобивките на процесите на дигитализација, како и потенцијалот за кој располага нашата земја во однос на човечки капитал и извори на финансирање, Агенцијата за супервизија на осигурување и Сдруженијето на финансиски организации при Стопанската комора на Македонија организира два настана под името Insurhack и Insurtech. Минатиот викенд на 28-29 септември во просториите на Стопанската комора се одржа првиот хакатон од областа на осигурување, насловен, како што веќе спомнав, Insurhack Скопје 2019. На настанот настапија вкупно 16 учесници, поделени во 5 тима. На тимовите им беа презентирани 5 теми од областа на осигурувањето, од кои може да изберат една тема на која што ќе работат. Целта на истиот беше запознавање на студентите со осигурителната индустрија и развој на креативни дигитални решенија за унапредување на работните процеси на друштвата за осигурување и посредниците во осигурувањето. Победничкиот тим ќе има можност да го презентира своето решение на Insurtech настанот. Insurtech ќе се одржи оваа недела на 2 и 3 октомври и истиот ќе се состои од два дела. Во првиот дел од настанот предвиден е стартап пич сесија, каде што стартап компании, млади предприемачи од земјата и од странство ќе презентираат дигитални решенија во функција на подобрување на процесите на осигурителната индустрија. Вториот дел од настанот ќе биде организиран како Insurtech конференција, на која ќе учествуваат реномирани странски говорници, глобални лидери на Insurtech екосистеми, директори или менеджери на иновации и дигитализации на големи европски осигурителни групации, како и успешни стартап компании на полето на Insurtech од земји од странство. Значи, ова е моето воведно излагање околу овие настани. Сега можеме да продолжиме со вие да го најавите председател. Па после тоа, доколку има прашање, ќе одговараме. Ние како Сдружение на финансиски организации при Стопанската комора на Македонија дадовме полна поддршка и сме благодарни за организацијата на еден ваков настан. Не би го нарекол ова само настан, туку слободно можеме да кажеме недела на Insurtech во Република Македонија, пред се заради тоа што се случи во изминатиот викенд, каде што имавме можност да видиме колку креативност има во нашите млади умови и колку оваа индустрија има перспектива во дигитализацијата во иднина.
Секако дека дигитализацијата како процес, иако оди малку поспоро во нашата индустрија, е неминовен процес за модернизацијата на целокупните процеси во осигурувањето, од продажбата до решавањето на штетите, интерконекцијата со клиентите, доаѓањето на новите генерации кои што можеме да кажеме во наводници се зависни од мобилните уреди и апликации. Сето тоа ни дава нас како компании насока во која што треба да одиме во иднина. Пазарот на осигурување и компаниите во Македонија се уште, да кажеме, функционираат на начинот на директна продажба, на еден традиционален начин. Нашите системи се уште се, да кажеме, во фаза на доработка за почеток на таа дигитализација. Иако почетоците на дигитализација пред се во делот на продажба и проценка на штети се на пониско ниво, сепак радува почетокот и освртот на компаниите кон истото. Имаме пораз во продажбата, имаме пораз во обновата на автоодговорноста, имаме пораз во продажбата, дигиталната продажба, односно онлайн продажбата на патничкото здравствено осигурување. Некои компании веведуваат обнова и продажба на осигурувањето на домот по пат на интернет. Имаме компанија која што воведува дигитализација, односно дигитална проценка на штетите во регионот. Веќе групациите во кои што некои од нашите компании се членки се чекор понапред, што дава повторно само оптимизам дека полесно ќе можеме да превземеме апликации и системи кои што веќе се користат во нашето обкружување. InsurTech настанот кој што ќе се одржи на 2 и 3 октомври ќе биде одлична прилика за индустријата и пошироко да се види докаде се резултатите на ваквата дигитализација, односно целокупната дигитализација и искористеноста на Big Data. Ќе има и од страна на индустријата, на нашата индустрија, некои предлози каде би требало и како би можело да се унапреди нашата продажба, а повторно ќе кажам, нашата основа се нашите клиенти, пред се интеракцијата, како можеме да унапредиме интеракцијата со нашите клиенти. Не би должел многу, доколку вие имате прашања, секако ви стоиме на располагање, а сте и поканети на InsurTech за да го следите и да видите што има светот да покаже.